Организирање на програмата за мировно образование. За каква програма станува збор? Разговараме се еден од обучените мировни едукатори Ангела и со средношколците Евгенија, Армент, Джевахире, Илија, Асип и Тамара. Дечки, здраво и добре ни дојдовте. Браво. Како сте кај нас во студио најнапред да ве прашам? Одлично. Одлично. Ангела, започнуваме со тебе. Значи, каква е потребата и целта да се има ваква програма, да се биде дел од... Да, потребите ги гледавме минатата година. Мислам, дел од тие насилни комуникации, насилни конфликти кои се случува. Секако тие беа дури некои видени на самите телевизии. Предизвика да се направи еден одличен проект кој секако во ова учествува првата детска амбасада Мегеши, подпомогната од Германското министерство за економија и соработка. Дојде до идеја да направат ваков проект, кој секако се организира во 3 училишта. Секако имаше обука за нас, мировните едукатори, кои беа вклучени, значи 4 од секој 3 училишта беа вклучени во целиот проект. Медицинско училиште, Здравко Цветковски ГУЦ и Никола Карев, по 4 професори и по 20 мировни едукатори, значи 6 мировни едукатори, кои едниот мировен едукатор сум јас. Соработката е одлична, значи со професорите, со самите ученици, можам само да дадам пофални зборови. Одлично. Средношколците учат за образование без насилство во тие мировни клубови. Значи, што прават во тие мировни клубови? Имате повеќе, нели? Да, имаме повеќе. Значи, еден имаме... ние... Клуб со повеќе форуми, така? Да. Значи, вака, ние имаме различни теми на кои разговараме. Значи, ненасилна комуникација, една мултикултура, идентитет, соработка меѓу самите ученици. Значи, сите тие активности ги вклучуваме во тие мировни клубови. Сега, мировните клубови се направени од, значи, еден мировен клуб функционира во едно училиште, додека значи, имаме 3 мировни клубови, дури имаме вклучуваме и соработка помеѓу заеднички трите училишта, заедно имаме некои активности, дополнително планираме и нови активности во врска со заедничките училишта значи да функционираме заедно. Целта е да се намали ненасилството, да се намалат конфликтите со помош на тие активности кои ги правиме во самите училишта. Така, со помош на тие форуми, така ајде да напоменеме, значи тука е театарот. Да, тоа може да слободно да ги прашате учениците, бидејќи тука имавме повеќе активности, еве, слободно можете. Кој ќе почне од вас? Ајде, повели. Значи, јас сум во форумот Денс театар, Танц театар, тука е кај нас. Значи, Танц театарот е проект на Мегеши, кој сакаме преку игра и музика да се спротивставиме на насилството. Тука го опфаќаме, во нашиот проект го опфативме првенствено физичкото насилство, но има и од психичките насилства. Подготовките ги спремавме во Крушево. Напорно работевме, Тамара ќе ви каже нешто повеќе. Ајде да ја чуеме и Тамара. Подготовките ги имавме во Крушево, таму напорно работевме. Сакавме на сите да допреме до нив и да им пренесеме нашата порака, дека сакаме со тоа што го играме, им покажуваме како да продолжат понатаму и да не го прават она што до сега го правеле, да се угледаат на нас и да извлечат пораката. Исто така многу напорно работевме на тоа и мислам дека допревме на нив. Одлично. Јас ќе кажам за City Game. Ајде да им објасниме нешто повеќе на нашите гледачи, што е тоа, што се правевте таму. Играта City Game го игравме во старата чаршија. Во City Game се даваат 4 или 5 прашања, отприлика да се најдат историјата за тие прашања, отприлика за џамијата Мурат Паша или за Капан Хан, и нас на кога ни дадат тие прашања, ние требаше да одиме на луѓето таму што работат у близината да ги прашаме за тие објекти. Тоа беше. Другото ќе каже... Одиме понатаму. Мене ме интересира дали вие како ученици сте биле сведоци на можеби ваков некој немил настан?
Да, ние секојдневно значи сме сведоци на вакво насилство. Многу од луѓето сметаат дека насилство се само оние физички повредувања, пресметки, да. Но тоа не е точно, значи обична навреда може да биде огромно насилство, психичко насилство. Во мојот клас токму беше застапен ваков еден случај, кој јас го пренесов со моите соученици, го споделивме и направивме форум театарот да биде значи представување на оваа случка, каде што ќе се пронајдат другите соученици и ќе сватат која е целта и до каде води тоа. Така е. Што мислите, колку социјалните мрежи се до некаде виновни и дали може да се промовира и насилство токму и на нив? Па, конфликтите се раѓаат можеби од социјалните... Само микрофонот за да те чуеме ќе ти го подадат, така е? Па, конфликтот се раѓа значи од социјалните мрежи, но се што има значи позитивна страна и негативна страна. И социјалните мрежи имаат позитивна страна што ние се договоривме за овие настани или пак што се на овие настани, значи по Facebook се договоривме или така на социјалните мрежи. Значи не е дека се негативна страна имаат и позитивната страна, значи тоа беше. Така е, но еве јас конкретно можеби некогаш сум била сведок на некој Facebook статус каде што имало до некаде ја имала таа порака, значи на агресивност, на позитивна страна е дека кога значи форум театарот и танц театарот, тие што не беа отсутни, можеа да го видат значи од социјалните мрежи и можеби ќе влијаеше за да не е ова проблем, значи и да се решаваат проблемите, пошто секој се најдеше таму себе си, значи за проблем. Така е. Да се навратиме, значи денови во Македонија се сеќава на Тоша Проевски, значи на 25 јануари тој ќе наполнеше 31 година. Овој ден го одбележа и децата на првата детска амбасада во светот Меѓаши. Значи, ајде нешто повеќе околу тоа. Колку вие го познававте Тоше? Па еве, јас не го познавав лично искрено Тоше, но бев на повеќето од неговите концерти, каде што се сомневам дека било кој од публиката не ја почувствува таа негова енергија и блискост, иако беше тој на сцената, ние во публиката. Улично, па што ќе го паметите, ајде да чујам, да се вклучат и другите. Ајде. Дечки, што сте ми страмежливи денеска? Тоше Проевски не асоцира на хуман човек, нели знаеме дека бил и амбасадор за децата. И сега тој ни е како идол и инспирација за ние да продолжиме со хумани активности и да ги следиме неговите чекори, но значи ние пошто не пееме, правиме други активности, се надеваме дека ќе правиме и ние некои хумани активности, ќе продолжиме со. Улично. Како вие ја покажувате хуманоста? Да чујам од вас. Останатите? Па хуманоста ја покажуваме на многу различни начини. Пример, ако може пример да се даде, јас лично пред некој ден на телевизија имаше да се јавиш или да пратиш порака 100 денари да се земе за некое дете во болница, не знам, бубрек ли му треба, не знам како. И пратив порака и така се осеќам по-хумано и се чувствувам дека сум направил нешто добро. Барем така мислам јас. Одлично, заслужува аплауз, драги мои. Ајде да чујам. Добро, Ангела, се навраќаме повторно на тебе, значи кои се идните активности и проекти се разбира. Значи, мило ми е што не повикавте денеска. За да ви го кажеме целосниот проект, значи проектот започна во август минатата година со семинар во Кичева, каде што професорите и мировните едукатори заедно соработува и внимателно ги одбираат темите на кои ќе се зборува во текот на учебната година. Секако тие искуства ги претучивме на семинар во Маврово, па потоа семинарот следуваше и во Охрид, кој секако не само тоа што кои теми ќе ги одбираме, туку исплотеноста помеѓу самите професори и едукатори доведе до големи позитивни резултати, не само кон нас, значи професорите и мировните едукатори, туку и кон самите ученици.
се надевам дека уште многу вакви активности кои денеска само дел ги слушнавте ќе бидат активирани и ќе бидат само за пофалба, се надевам, и ќе не викнете повторно за да ги слушнете нашите. Се разбира, добре дојдени сте секогаш. Нашите активности, бидејќи ние работиме и се уште ќе работиме на овој проект, да даде Господ, и ќе имаме многу позитивни работи, бидејќи и нели го спомнавте и Тоше Проески се надевам дека и ние ќе направиме нека хумана работа сосредоточена со овој мировен клуб, така да задоволни сме, ќе работиме, резултатите секако ќе се гледаат. Одлично, јас ви посакувам успешна мисија и да бидете секогаш пример за сите нас. Сега ќе ви прочитам што напишаа децата од детската амбасада за Тоше. Тоше беше амбасадор на децата. За нив одржа многу хуманитарни концерти и ми ја посвети песната За овој свет. И последниот концерт беше хуманитарен, посветен на подобрувањето на условите за образованието на децата во Македонија. Тоше за секогаш ќе остане во нашите срца, со љубов од сите деца, членови на првата детска амбасада во светот, Меѓаши, Република Македонија. Во контекст на ова, заслужува да се разбира, да, драги мои,